Во 2013 година тогашната германска канцеларка Ангела Меркел беше на настан на отворено, кога беспилотно летало што лебдеше над главата нагло слета во нејзина близина и накратко го попречи настанот. Ништо не се случи. Тоа беше дрон да привлече внимание. Но инцидентот покрена загриженост за безбедноста на присуството на беспилотни летала во потенцијално ранливи области, токму во моментот кога се зголемуваше употребата на беспилотни летала. Инцидентот го поттикна креирањето на Dead Drone, сега водечка технолошка компанија за контрадронови, која има стотици муштерии во повеќе од 35 земји. Дронот го откривме преку сигнал за радиофреквенција што го препознаа нашите сензори. Корисниците на Dead Drone инсталираат софтвер за следење беспилотни летала кои што треба да го предупредат безбедносниот персонал за сомнителен дрон во нивниот воздушен простор. Ако дронот се смета за непријателски, Dead Drone може да му помогне на безбедносниот персонал да го лоцира неговиот оператор и директно да му се обрати. Во екстремни ситуации, како што е војна, клиентите може да го невозможат дронот директно со блокирање. Drone Defender е радиопредавател и кога ќе го лоцираме нашиот во воздушниот простор, го насочуваме кон него, го активираме, можеме да го попречиме сигналот. Индустријата за технологијата за контрадронови расте заедно со индустријата за комерцијални дронови, велат експертите. На оваа технологија гледаме како интегрален дел од системот за комерцијални дронови. Потребна ни е технологијата против дронови заради заштита на чувствителни локации. Како што продолжува да расте користењето на беспилотни летала, ќе се интензивираат и напорите за заштита на локации, што се ранливи на дронови со непријателски намери.